дека тоа му се доста стайл шотс на Јове, се ќе си искористи. Тука вака ќе плеснам и ќе речам знаете за што е време. Штом го гледате моето лице, знаете дека сте на YouTube каналот на Скратен корнер. Моето име е Кирил. Денеска со мене еден повратник на панелот. Владко се врати од светската турнеја. Да, балканска турнеја баш. Не, ај сега ќе ја рекламираме као светска, нема врска, глобално. Како помина? Добро, супер. Се освежев малку така, празнично. Убаво. Што беше најинтересно низ патување? Интересно. Не знам, термалните бањи у Унгарија. Многу беше. Тоа звучи добро. Да. Тоа изгледаше добро на Инстаграм. Стварно добро. Малце чип варијанта на Алпите од Инсбрук, ама као окей, стварно Ќе заврши работа. Денеска зборуваме за фудбал, прекинавме со одмори, прекинавме со се вративме скроз во полно темпо на снимање и на гледање фудбал нормално. Денешната тема прилично забавна, одбравме нешто што ќе биде лајта, нешто што ќе биде да хајлајтираме добри моменти од сезонава. Ќе позборуваме малку за најинтересните тимови за гледање сезонава. Од неколку аспекти различни, ама сакам да можеме да ги пофалиме барем оние тимови кои што редовно ги гледаме. Кој сезонава ајде од таму да почнеме. Кои тимови сезонава ја почнаа подобро отколку што очекувавме? Кои тимови до сега не изненадуваат? Помина повеќе од пола сезона. Веќе имаме некаков впечаток. Мора да се спомне Унион Берлин, Фулам исто као за една лифт екипа, добри се, 6-7 кои се имат некој натпред повеќе, ама и изгледаат интересно. Брентфорд и Брайтон исто од Англија, меѓутоа Ньюкасл е најдоброто нешто сезона во Англија, после Арсенал, нели? Да. Меѓутоа тие неколку екипи. Ќе се фокусираме на Ньюкасл, бидејќи другиве се добри. Ньюкасл се скоро импресивни. Да. Од причина што очекувавме дека со доаѓањето на пари ќе почнат со подобри резултати, меѓутоа не потрошија толку многу пари, а веќе имаат импресивни. Не купија некоја мега звезда за да. Да. Во моментот кога го снимаме ова 18 јануари, тие имаат само еден пораз оваа сезона од Ливерпул, Премиер лига. Незаслужен, гол од офсайд и ја гледавме 90 и некоја, да. Да, Ньюкасл игра супер фудбал, Еди Хау ги има стегнато, дефанзивно особено играат фантастично. И Алмирон е многу добра форма. И Алмирон се прероди од како дојде Хау, така што се за секоја пофалба. Јас ќе одам кон една друга лига, Франција. На второ место моментално на табелата е тимот на Ленс, кој што лани покажа солидни игри, ама не очекував дека до сега ќе се држи толку високо. Сега победи ПСЖ, така е да било, мислам. Да, и скоро сигурно ми е дека ќе игра Лига на шампиони наредната сезона, со оглед на тоа дека 4 клубови од Франција се пласираат наредна сезона. Ленс под водство на капитенот Секо Фофана, кој што во текот на изминатата сезона од Скратен корнер го спомнувавме често. Ти го спомнуваше, не? Да, добро, јас го спомнав, јас замарам со него, ама ве молам ако гледате надпревар на Ленс, обрнете внимание на осумката. Секо Фофана е фантастичен, 26 мислам дека има сега во моментов години. Се надевам дека на крајот на оваа сезона ќе може да си направи некој поголем трансфер, мислам во некој појак клуб од Ленс, или пак дека ќе му се исплати седењето таму со некој трофејче, некој куп да закачат, или што и да е. Добро, тоа се тимови кои што не изненадија, јас не очекував ниту од Ньюкасл, ниту од Ленс да се покажат толку добро, ама ајде да ги хајлајтираме оние тимовите кои што реално играат најдобар фудбал во Европа сезонава. Најдобар за око или најквалитетен? Ајде, и едното и другото, како што... Морам да ги пофалам Арсенал и Наполи тука. И во Европа се покажуваат и убав е фудбалот што го играат и дава резултати, први се во нивните лиги, со 3 бода. 3 надпревари предност као пред другите. Нешто е неверојатно. Наполи оваа сезона игра стварно шампионски, со право се
9 бода разлика. Имаат еден пораз само од Интер, мислам. Да. Го тресна Јувентус пред 2 недели. Убаво го тресна. 5-1, дури нашиот Елмас успеа да се запише во листата на стрелците, ама начинот на кој што играат и мислам потенцијалот да постигнат повеќе голови од противникот е несомнен. Да. Дури да примат 2, некако немаш гајле дека ќе го загубат над прерод, бидејќи ќе измислат 4 гола од никаде. Осимен и Кварацхелија се на комплетно ново ниво од идени сезонава. Ме потсеќаат многу на Борусија Дортмунд од пред 10 години со Левандовски, кој беа 2 пати поред шампиони, кој играа финале Лига на шампиони тие сезони така. Прима голема ќе даде 5-6 да ти покаже дека стварно се мокни. Како фан на Милан не треба да најавам за нив, ама мислам дека ако веќе некој клуб кој што не се вика Милан ја освојува титулата во Италија, окей би било тоа да е Наполи. Од причина што едно чекаат многу години за титула, а и мислам дека со настапите во лига последниве 10 години заслужија некако да го крунисаат тоа, бидејќи се цело време тука во топ 3-те. Немаат паднато од местата од Европа многу одамна, едно веројатно покрај Јувентус е најстабилната екипа во Италија, со тоа што Јувентус имаше некој мал пат овие 2 сезони, ама не си дозволи да излезе од таа елитна четворка. Ги спомена Арсенал, и тие се во моментов први на табелата во Премиер Лига. Што кликна кај нив за да играат вака? Не знам, можеби тоа што му дадаа доверба на Артета, иако го плукавме и ние сите, мислам дека уназад некое време, сепак се исплатало да се остави човекот, нели, малку повеќе од што треба, колку му треба на него. Правите парчиња ги има. Одегард е во феноменална форма. Да, јас тој дел ќе го истакнев, тоа дека оваа сезона сите играчи на Арсенал најдоа форма. Да. До лани беа истиот состав, меѓутоа не беа играчите толку многу во форма, не одеа толку многу агресивно во надпреварите, не одеа толку многу со желба да дадат гол и се. Ова сега е... Искрено јас мислев ќе паднат после светско, не знам зошто. Мислев дека Сити ќе натемпира форма највеќе, меѓутоа Арсенал гази 4 гола на Брайтон на гости, Тотенхем го победија сега. Следно коло име со Манчестер Юнајтед, го пофаливме Юнајтед во... Юнајтед е во феноменална форма. Да, минатото коло го пофаливме, сега е игра лигашки надпревар, така? Со Палас. Со Палас, па потоа следното коло играат против Арсенал. Ќе видиме дали ќе успеат да ја издржат таа, па не знам, мислам да ја продолжат таа форма, пошто малку тешко ќе биде за Юнајтед да го направи ова на долг рок, ако успеа да го направи. Ако победи двете се враќа во трка за титула Юнајтед. Бидејќи мислам дека втор, трет се како делат бодови со Сити. Да, ако успее да ги победи двете, да. Кристал Палас мислам дека вечер ќе го добие, пошто изгуби од Челси, че Челси во никаква форма. Така. Знае, така да. Очекувам 2 победи, не знам зашто, 2 победи Тен Хаг. Можеби ако имавме некој сегмент тука и за најнегативни изненадувања, ќе продолжев муабет и за Челси, вака драго ми е што не ми се зборува против Челси. Ама да, прилично лошо. Кои тимови вас ви импресионираа? Кој ви остави најмногу впечаток? Дали можеби некој од играчите на овие тимови ви остави впечаток? Дали мислите дека тој е тајната на формата на неговиот клуб? Не знам, пишете ни во коментарите, оставете го вашето мислење и кажете ни што би сакале да гледате во следната епизода. Ова беше скратен корнер. Бидете така. That's it. Бум.